Добро вечер, почитувани гледачи. Во следните 10 минути да видиме кои настани ја одбележа македонската културна сцена во оваа празнична скратена работна седмица. Како и секоја година, така и ова, селото Вевчани се преобразува во сцена излезена од бајковита приказна, каде што фолклорот и традицијата се спојуваат во волшебниот Вевчански карневал. Преку карневалот, кој се одржува од 12 до 14 јануари, Вевчани символично го означува преминот од старата во новата година, како и потребата од прочистување, обновување и нов почеток. Традиционалниот Вевчански карневал, една од најстарите живи карневалски манифестации на Балканот, ќе се одржи на 12 и 13 јануари со централна карневалска поворка на 13 јануари од 13 часот, кога во центарот на Вевчани ќе се сретнат карневалците од двете мала. Вевчанскиот карневал представува спој на долга традиција и современа сатира. Карневал кој по многу што, по сите своји специфики е единствен, не само заради програмата која се случува од забавен карактер во таа мешавина, во тој микс всушност се огледуваат и изработката и изборот на маските. Ама не само што се уникатни, туку се апсолутно таинствени, што би рекле. Нема сила што ќе дознае кој со каква маска ќе излезе тоа утро во Вевчани, од горна или долна мала, се едно, на местото каде што маските од двете мала ќе се сретнат. Организаторите најавија и богата музичка програма. На 12 јануари од 20 часот ќе настапи рап дуото Пука Козметика, Владко Лозановски и Брас Брадерс. На 13 јануари, исто така од 20 часот, ќе следуваат концерти на фолк музика со настапи на Благоја Груевски, Владко Миладиновски со оркестарот на Златко Миладиновски и оркестарот со Зурли и Тапани Вевчани. Музичката програма ќе заврши на полнок со настапот на Перо Бели и групата VIP, кои традиционално ќе ги испратат карневалците на изворите. Ќе започнеме со некои по-стари песни наши и ќе привршиме со нешто што го издадовме минатата година, тоа е синглот Рап Ветерани. Едноставно ќе оставиме и самите вевчанци да диригираат од доле. Значи конкретно имаме некоја замисла како би идел нашиот настап, меѓутоа со комуникација со публиката секој пат и пред 14 години исто така беше. Значи вевчанци сакаат комуникација. Дури некој пат и негативен контекст тоа, меѓутоа ние не се љутиме. Значи ќе настапуваме со рап музика, урбана култура во срцето на Вевчани. Вевчанскиот карневал со традиција долга околу 1400 години представува спој на пагански обичаи, христијанска традиција и современа сатира и има силна социјална и културна улога во заедницата. Карневалот символично го означува преминот од старата во новата година и потребата од прочистување, обновување и нов почеток. Во Музеот на Македонија е поставена изложбата Димитар Кондовски и македонските бајки. Уникатен проект што ја оживува уметничката магија на еден од најистакнатите македонски сликари и илустратори, чиј опус трајно ја обележа современата македонска визуелна култура. Деталите од прилогот на колешката Билјана Божиновска. Музеот на Македонија го презентира богатиот, фантастичен свет на илустрации изработени од Димитар Кондовски, еден од нашите истакнати сликари кои влијаеле на развојот на современата ликовна уметност во Македонија во 60-тите години на минатиот век. Насловена Димитар Кондовски и македонските бајки. Изложбата представува калеидоскоп од светот на бајките на Кондовски. Уникатен проект што ја оживува уметничката магија на еден од најистакнатите македонски сликари и илустратори, чиј опус трајно ја одбележа современата македонска визуелна култура. Во центарот на оваа изложба се илустрациите создадени во периодот 1982 до 1984 година, инспирирани од македонските бајки и народни приказни.
Резултатот од тој творечки процес се 7 бајки со вкупно 82 илустрации, кои представуваат вистинско богатство на боја, фантазија и символика. Во Музеот на Македонија е представена изложбата Димитар Кондовски и македонските бајки, на која се поставени 82 илустрации од македонските бајки, кои што се печатени во издание на Детска радост 86 година, а во препечат 92 година. Димитар Кондовски е изработил целата оваа едиција во текот на 2 години, значи 82 до 84 година, и ова се извонредни 7 бајки по текстови од Цепенков и еден текст од Шапкарев, со тоа што Кондовски толку живописно ги представил бајките, вметнувајќи го македонскиот бит, значи ова е еден извонреден учебник за македонскиот фолклорен костум, потоа имаме различни ентериери. Кондовски користел и многу елементи од народната уметност, вметнувајќи различни представи флорални, така што ова е навистина еден капитал на македонската уметност и сето ова е благодарение на грижата на неговата сопруга Хилда Кондовска, која што ета сите овие оригинални илустрации ги има досега сочувано. Така што еве нашата публика има можност сега да ужива во оригиналните цртежи и се надевам дека повторно многу деца ќе бидат воодушевени од она што Кондовски еве го распослал пред нас, како што Блаже Коневски во предговорот на едно од изданијата напишал дека Кондовски распослал едно шарено чергиче пред нас и токму ние се воодушевуваме на сето она што тој го изработил на овие илустрации. Изложбата ги прикажува делата со кои Кондовски го претвора народното предание во визуелен универзум, обоен со светлината на македонското сонце, етнолошките мотиви и карактеристичните обичаи. Секој црташ открива дел од митологијата што ја гради нашата колективна имагинација, свет исполнет со волшебства, јунаци и символични детали. Димитар Кондовски и македонските бајки представува не само омаш кон големиот уметник, туку и потсетник дека уметноста е духовен водич, патување во кое детето учи да сонува, а возрасниот ја буди волшебната убавина во себе. Излезе од печат првата разгледница Поздрав од гора, за прв пат изработена во Република Албанија и посветена на областа Гора. Авторско дело на Никола Ѓурѓај, председател на Македонското друштво Илинден од Тирана и уредник на македонски весник Илинден. Разгледницата содржи 8 фотографии од селата во овој крај и е значаен придонес во зачувувањето и промоцијата на македонското културно наследство на македонците во Република Албанија. Тоа беше се што ви подготвивме за денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што не следевте со внимание. Довидување!